Со книжевната првенче на младата кривопаланчанка Каролина Алексовска, Копнежот за тебе и последната надеж, беше заокружена годинашната програма на Центарот за култура Крива Паланка од областа на книжевната и библиотечна дејност, која покрај останатите активности во текот на годината значаен простор отстапува и на младите автори од градот. Промовираме повеќе дела од млади кривопаланечки поети и раскажувачи, а тоа прерасна и во своевиден надпревар на млади книжевници, рече Александар Рангелов, директор на Националната установа Центар за култура Крива Паланка. Во збирката се содржани 50 раскази со љубовна тематика, создавани во краток временски период при наплив на емоции од една голема љубов и инспирација. Ова е моја прва книга, всушност збирка раскази, во која главна тема е љубовта. Збирката настана сосема неочекувано, многу брзо ја напишав, онака зборови пишувани како што срцето ги режираше, преточена во збирка, од која што решив да ја склопам во една целина. Сепак љубовта ми беше голем потик да создадам вакво дело. Инспирацијата ја црпев од љубовта, ми беше главно мото. Од личност која знаеше за љубовта, знаеше да сака и најмногу знаеше да ме инспирира. Лилијана Стојановска, професор по македонски јазик, рече дека собраните прозни дела се всушност миговни лирски записи на младата емотивна Каролина. Каролина Алексовска ми беше ученичка во периодот од 2010 до 2014 година, дури 2 години бев и класен раководител. Каролина беше многу тивка, ненаметлива, ама своја. Секогаш остануваше на тоа што ќе го кажеше и секогаш се изненадував од нејзините писмени работи и ден денес ги чувам. Толку нежни и убави работи во крајните, завршните делови на писмените работи пишуваше обично во пораките и честопати знаеше да изненади со свое размислување во анализата на литературните дела. Така што кога слушнав за нејзиниот првенец, многу се израдував, ја прочитав целата книга и мислам дека ова е еден добар почеток, солиден почеток, нормално дека таа ќе се надградува, меѓутоа овие лирски миговни записи што ги има во нејзиниот првенец, Копнежот за тебе и последната надеж навистина е вредно за респект и почит. Испишаните емоции на 50 на страници насловени Копнежот за тебе и последната надеж се достапни во градската библиотека при Националната установа Кочо Рацин.